Кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром денеска го имаат своето деби во Еврокупот на гостински терен против екипата на Рига. Македонскиот првак доби вајлд карта за настап во годинешното проширено издание на ова второ по ранг кошаркарско надпреварување во Европа, во кое ќе играат 48 екипи поделени во 8 групи, а најдобрите 3 од секоја група ќе се пласираат во втората фаза, каде ќе им се приклучат 8 тима кои ќе испаднат од Евролигата. МЗТ Скопје игра во групата Г заедно со Банвит, Калев, Макаби Хаифа, Уникс Казан и Рига. Влада Вукојчич не може да смета на услугите на повредениот Дамјан Стојановски. Неговата поентерска улога треба да ја зазеде Кеј Девис, а многу ќе зависи играта на нашиот тим и од Тодор Гечевски. Рига е состав со бројни репрезентативци на Летонија, а главни играчи се Јаниченос, Бержинс, Томаш Деликанитис и американскиот плеймейкер Ди Браун. Македонската фудбалска репрезентација вечерва во Јагодина против Србија ќе го одигра последниот квалификацијски надпревар за светското првенство 2014 година. По петочниот минимален пораз од Вел со 1-0, нашата селекција се најде на последното место во групата А, па дуелот со Србија е шанса со позитивен резултат да се препушти фенерот на друга селекција. Србија сигурно ќе има мотив повеќе поради поразот во Скопје. Србија е фаворит на хартија, но ние таму нема да одиме со бело знаме, особено по добрата игра која ја прикажавме со Велс, изјави веде селекторот Зоран Стратев, кој ќе направи 2 измени во составот од оне што настапи во Велс. На местото на Ванче Шиков ќе игра Бобан Грчаров, додека Пандев како класичен нападач ќе го замени Јован Костовски или Адис Јаховиќ. Судија на мечот е Рихард Труд од Словачка. Во другите средми од нашата група се среќаваат Шкотска Хрватска и Велс Белгија. Откако доби статуа пред домот на Манчестер Юнајтед, името на легендарниот шкотски фудбалски стручњак Сер Алекс Фергусон одсека ќе го носи и улица во близина на театарот на Соништата. Сообраќајницата всушност беше преименувана и во иднина ќе носи назив во чест на менаџерот кој на крајот од минатата сезона се повлече од клупата на Манчестер Юнајтед. Фергусон освои се што можеше да се освои во сите конкуренции со овој клуб. Шотландјанецот во моментов ја извршува функцијата директор на славниот англиски состав, а на свеченоста ќе му биде врачено и признание кое што им се доделува на најценетите граѓани на општината во која се наоѓа Олд Трафорд. Фергусон е вториот стратег чие име го носи улица во близина на познатиот стадион. Пред него оваа чест ја доби Мет Бисби. По трката за големата награда на Јапонија, возачот на Ферари Фернандо Алонсо стана најголемиот освојувач на поени во историјата на Формула 1. До сега оваа титула ја имаше Михаел Шумахер, но Алонсо успеа да собере 1571 поен. Тоа е повеќе за 4 од скорот на 7-кратниот Формула 1 шампион. Алонсо има 32 гран при победи и 62 подиуми позади своето име. Сегашниот систем на бодување беше воведен на почетокот на сезоната 2010 и победникот освојува 25 поени, за разлика од порано, кога се освојуваа само 10 поени за победа.